Почитуван премиер на влада на Република Северна Македонија, членови на владата, директоре на Агенција за млади и спорт и едно извинување до амбасадорот на Босна и Херцеговина и спортисти, еден голем аплауз и голем другар и подржуваш на Куманово. Почитувани представници на централната, локалната власт, советници, поранешни спортисти, актуелни спортисти, соколанци, драги мои кумановци, раководство на Федерација Перо Антич. 2017 година, кога ја добив до поддршката да станам, како што викаат кумановци, татко на градот, дојде кај мене еден новинар, Маријан се вика, сите го знаеме како Мако. Своевремено многу време поминував овде и на атлетската стаза како помлад човек и бев полуформа до душе тогаш. Сега ова ковидот не касна, што вика премиерот. И почна да ми зборува за Соколана. Ми направи еден состанок со неколку спортски легенди, го гледам тука и Чичко Нини, и сите вас останати кои што бевте тогаш, некаде ноември, 10 ноември мислам дека беше, 2017. И кога слушнав со каков жар, со каква љубов, со каква посветеност се зборува за овој наш овде објект кој што го гледаме, во каква состојба е, си постави една цел. Заедно со Советот ќе искористиме можноста, бидејќи наши другари се на позиција на централна власт, и ќе го ја вратиме и Соколана и сите спортски објекти на Куманово и кумановци, бидејќи се наши. А никогаш веќе нема да дозволиме да се повтори тоа што ни се случи 98-2002 и овие објекти отидоа во приватни раце и ја доживеа оваа судбина која што денеска ја гледаме. Без разлика што се вратија во лоша состојба. Тоа е мотив повеќе повторно да ги возобновиме, да ги реконструираме, за да останат за следните генерации. Сакам јавно во моје име и во име на сите кумановчанки и кумановчани, особено на оние постарите генерации кои што пораснале во овие спортски објекти, да се заблагодарам и на поранешниот директор на Агенцијата за млади и спорт, и на актуелниот директор на Агенцијата за млади и спорт Мојсовски, и на премиерот, и на членовите на владата, што донесо една ваква крупна одлука. Повторно да се вратат овие објекти таму кај што припаѓаат на нас, граѓаните, на кумановчаните. Си велам, абе, градоначалник, многу пари треба за ова да се реконструира. Градскиот стадион руина, стрелиштето руина, Соколана среќа здраво ја граделе 20-тите години, па се уште обстои каква што ја гледаме. И тргнавме чекор по чекор, поразговаравме со директорот и еве го денеска ова игралиште, благодарност уште еднаш за финансиските средства што владата ги даде, агенцијата ги реализираше. Но веднаш обезбедивме и дополнителни средства и тука ќе тргнеме од кровот. Нашето јавно предпријатие го направи проектот, реконструкција на кровот, фасада, столарија и внатрешно уредување на објектот. И сето тоа во фази. Ние сме отворени, реални и искрени. Имаме честна намера да го вратиме сјајот на Соколана, да ја вратиме нашата гордост, но да го вратиме сјајот и на сите спортски објекти. И не застануваме тука. Продолжуваме понатаму, бидејќи имаме уште една поголема убавица, а тоа се вика спортска сала на Куманово, и во моментов се подготвуваме да го отвориме кровот и да ја препокриеме, а потоа и внатрешно да ја уредуваме. И многумина шпекулираат што ќе се случи со Бакарот. Тука е на Кумановци, тука ќе остане, а ќе направиме ново модерно здание со кое што сите ќе се гордееме. И копнеам за денот да ве видам повторно сите овде,
бидејќи во најголем дел лично ве знам и ви благодарам што на мене и на Советот дадовте сите овие месеци морална поддршка. Примив повици, не само од вас, кумановчани, од Славнич, Цветковиќ и сите екс-југословенски имиња што нешто значат во спортот, да дадат поддршка да се врати сјајот на Соколана. Премиере, тоа е моја обврска, тоа е и ваша обврска. Јас, вие, овие луѓе тука што седат со нивна поддршка, ќе го вратиме сјајот на сите овие спортски објекти, бидејќи Куманово тоа го заслужува, а Македонија му должи на Куманово. Благодарност уште еднаш. Да сте живи и здрави.